сабота ќе се одржи дефиле под мотото "Јас внимавам и безбедно возам", со цел да се подигне свеста во сообраќајот, секако меѓу учесниците во истиот, односно дефиле на мотоциклисти и велосипедисти. Повеќе детали, повеќе за овој настан ќе ни открие мојот денешен гостин Дејан Андоновиќ, кој што е дел од Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот. Добро ни дојдовте во утринската започет. Добро ве најдов, да потенцирам, јас сум портпарол на Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата, дел од организаторот на ова дефиле "Јас внимавам и безбедно возам". Секоја година го правиме, оваа година во сабота, почнува во 11 часот, на пешачката патека кај Holiday Inn може да се соберат велосипедистите кои ќе тргнат по рутата, обезбедената рута до салата Јана Сандански во аеродром, а мотоциклистите ќе се соберат во 11 часот и 30 минути кај фонтана во парк Лотусов цвет, ја знаат Скопјани, од каде што исто така по една рута ќе дојдат до Јана Сандански, платото пред Јана Сандански, каде што ќе биде главниот, да кажеме, настан, каде што ќе има доста гости, ќе се обрати министерот за внатрешни работи, ќе се обратат представници на Републичкиот совет за безбедност, представници на коорганизаторите, а тоа се велосипедското друштво за планински и друмски туризам, мотоклубот безбедност и уште Црвен крст прв до врв, да не ги наредувам. Понатаму, целта на ова е да се унапреди безбедноста во сообраќајот на патиштата. Предвидено е да има околу 100 велосипеди, над 30 мотори и едно дефиле да направиме, да демонстрираме дека внимаваме и безбедно возиме. Секој оној кој што сака да учествува, дали треба однапред да се пријави или како оди тој процес? Не треба да се пријави. Сите оние заинтересирани граѓани, значи ако се со велосипеди, нека дојдат во 11 часот на пешачката патека кај мостот кај Holiday Inn, во 11 часот и 30 минути кај Лотус со моторцикл. Првите кои ќе стигнат тамо ќе добијат на главната дестинација, велам, во кај салата Јане Сандански, ќе добијат промотивни пакетчиња од Републичкиот совет за безбедност и од нашите спонзори, светла, рефлектирачки, звончиња, кациги и сето она што им треба на велосипедистите и мотоциклистите. Мислам дека ова не е прваков настан за подигнување на свеста во сообраќајот, па дали сега заинтересираноста на учесниците е поголема од минатите? Први да кажам дека секоја година ние ги организираме оваков тип на настани. Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата цела година, во зависност од календарот на активности, има кампањи. Вие како медиуми, останатите медиуми редовно не покривате, морам да ви се заблагодарам, се со цел да ја подигнеме јавната свест и да ја подигнеме сообраќајната култура. Има заинтересираност, имаме и намалување на број на жртвите, значи допираат овие, да кажеме, кампањи, но мораме да работиме повеќе и повеќе, бидејќи што сме поприсутни во медиумите, што повеќе ги потсеќаме граѓаните, учесниците во сообраќајот, бидејќи да потсетам, сите сме учесници во сообраќај, дали сме пешаци, моторциклисти, велосипедисти или возиме автомобили, да се потсетиме на опасностите кои може да се случат доколку не ги почитуваме правилата и прописите, пропишаната сообраќајна сигнализација, но еве и денешниот ден е ден на сообраќајната култура, да ги потсетиме луѓето дека јавната свест и пред се сообраќајната култура се почетокот за тоа, доколку ја имате, ќе се намалат бројот на сообраќајните инциденти. Сообраќајната култура е многу важна, па со тоа еве и овој ден да го одбележиме со оваа изјава. Значи видите дека овие настани имаат улога во подигнување на свеста кај учесниците во сообраќајот. Имам уште едно прашање за крај во однос на тоа дека ова е дефиле за мотоциклисти и велосипедисти. Дали е загрижувачка она бројка на несреќи, незгоди со оглед на тоа дека честопати не носат заштитна опрема? Не мора конкретно да кажете бројка, него чисто дали е подобрена ситуацијата од минатите години? Значи самиот збор несреќа значи загриженост. Да, велосипедистите не се обврзани да носат заштитни кациги, или како и веќе ги наречеме, но се препорачува. Чим се препорачува, значи е добро да носите. Тука е таа сообраќајна култура. Бидејќи ако ја носите таа заштитна опрема е пред се за вас самите, вие да се заштитите. Тоа можеби не е пропишано обврзувачки со закон, како што е во случај со мотоциклистите кои мора да носат кациги и овие нови сега возила како што се електрични
тротинети каде што луѓето се обврзани да ги носат тие кациги, бидејќи има и законска санкција за тоа, но дајте да не гледаме дали ќе не казни некој или не, туку ние самите треба да знаеме зошто треба да носат овие возила заштитна опрема. Оној рефлектирачки елек исто така за ноќно време, каде што може да ве осветли возило, да ве види, да возите на места каде што се пропишани, да ги почитувате правилата и прописите и повторно токму на денот на сообраќајната култура, имајте сообраќајна култура и преземете ги сите мерки кои се препорачуваат, без разлика дали сте обврзани со цел да се заштитите себе и останатите учесници во сообраќајот. Благодарам за одвоеното време. Благодарам и на вас. Се надевам дека нема само денес сите оние кои што се учесници во сообраќајот имаат сообраќајна култура, секако и останатите денови и сите оние кои што се заинтересирани да учествуваат на дефилето, да потсетам, започнува во сабота со почеток во 11 часот.